Значи, господин Ликов, викендов, односно во неделата струмичани повторно има една несекојдневна можност да видат параглайдери на струмичкото небо. Вашиот клуб организираше ова активност по повод одбележувањето на струмичкиот карнавал. Да. Од каде имаше гости, кои се импресиите? Така, бидејќи се уште пистата за летање на параглайдери и делта плани Змаеви од Баница, регистрирана писта над Струмица Баница, се уште официјално не е отворена, како што реков. Поканив неколку гости од Македонија да дојдат да ја пробат, да ја тестираат на некој начин. Повод беше карнавалот, Струмичкиот карнавал и прочка во недела, нели? Се одзваа неколку луѓе, бидејќи не бевме сигурни каква ќе биде временската прогноза за сончево, да, меѓутоа ветерот секогаш правецот на ветерот ни диктира дали ќе има летање од Струмичката писта за која треба север-северозапад да дува. Дојдоа 5 летачи од Штип, од Валандово, Стојаково и од Струмица, параглайдеристи вкупно. Ја проба пистата, до душа почекавме да се малце временските услови усогласат за полетување. И така да едно најмладиот летач, пилот со параглайдери од Стојаково, Кристијан, постигна една завидна висина од 1300 метри над градот Струмица и ги проба термалните услови и воопшто условите за летање над Струмичкото поле. Може слободно да кажем дека е доста динамично и термично подрачје, пистата е супер. На 1300 метри тој по станица ни кажуваше нели какви се условите таму, дека уште има термики до 2-3000 метри качување, меѓутоа тој мораше да слета бидејќи имаше малце и турбуленции над 1300 метри. Слета на стадионот Младост во Струмица на помошното игралиште. Другите параглайдеристи исто така слетаа на помошните игралишта во Струмица. Така да беше доста успешен денот и со прекрасни летови. Така, кога ќе бидат официјално пуштени? Колку ќе има писти за параглайдери за делта плани Струмица? И што се треба да бидат официјално пуштени во употреба? Значи, тие се официјално регистрирани во Агенцијата за цивилно воздухопловство, пистата над Струмица Баница, пистата над Валандово Ветерно и пистата над Беласица. За да бидат официјално пуштени, треба да поканиме повеќе гости и секако најзаслужните за изработка на пристапниот пат и пистата од општина Струмица да дојдат официјално со поканати гости, да се отвори, меѓутоа тоа зависи од временските услови. Чекаме погоден момент кога барем 2 дена ќе дува север-северозапад, не турбулентно време да биде, временските услови да бидат добри, тогаш сметаме да ја отвориме оваа писта над Струмица. Да. Параглайдеризмот влегува во екстремни спортови, ве зборуваме северо-северозапад. Што би се случило колку е во лед, а се смени правецот на ветерот? Дали тоа го прави поризичен да... Не. За нас правецот на ветерот е битен за стартување, за полетување. Потоа во воздухот може како сака да дува ветер, се разбира да не биде некоја екстремна брзина над 19 км, 20 км на час, 30. Тогаш е малце поопасно, меѓутоа не толку опасно како на почетокот на полетување. Инаку временските услови ние и не сакаме тен да бидат мирни, туку некој пат сакаме и малце да има термика, топлотни влијанија кои прават термички стувови со чија помош ние се качуваме на повисоко. Зашто параглайдерството не е спорт како падобранството, само да летнеш да слеташ, туку да се одржаш повеќе во воздух и да постигнеш поголема висина. Има ли интерес кај струмичани за
параглайдеризмот еве во вашиот клуб се зголемува ли број на членови, помлади, од која возраст најмлади може и дали како клуб планирате да организирате рекреативни летања за оние кои што немаат опрема, сакаат да искусат како е? Секако додека целта на формирањето на клубот и регистрирањето на овие писти е да се прошири членството и да се развие тој спорт, бидејќи во Македонија тој е уште на почетокот на развојот како екстремен спорт. Кај нас има неколку членови, регистрирани пилоти кои имат завршена обука, меѓутоа целта е да дојдат што повеќе млади, а тоа ќе биде остварено со пуштање во употреба на овие писти, односно луѓето кои ќе видат дека се лета, дека се практикува тој спорт во струмичкото подрачје, бидејќи ние кога почнавме единствено летавме и обука и летови се беше направено во Прилеп, бидејќи Прилеп е најдобар центар и Крушево за обука на почетници пилоти, а потоа може да се лети и на Галичица, Скопје, на Скопска Црна Гора и така на други плани. Не може некој скупи параглайдер да лета, мора обука да посетува, мора да... Тој може да лета, меѓутоа со закон секако не е дозволено без обука, тоа исто како ние бидејќи добиваме... Моли? Да скупиме автомобил без возачка, Да, и авион може некој да купи и да лета со авион, така да и тоа е задолжителна обука. Ние добиваме и дозволи за летање. Еве јас на пример двајца пилоти, јас и Теохар Зајков, имаме швајцарски дозволи за пилоти, за летање со параглайдер. Значи мора да се заврши обука, да се полага и да се земе дозвола за летање. И уште за крај ме интересира кој е најдолгиот лет или најдолг во смисла на далечина или најдолг во смисла на одлежување во воздух? Така, во Македонија најдолг воздух е колку што е широка Македонија. Значи има летови направено од Скопје, полетување од Водно, крстот кај што е, слетување на Светинаум во Охрид, бидејќи веќе тука е граница и не може повеќе да се лета. На светско ниво тоа е некаде околу 550 километри во должина. Македонија колку што е долга и широка се лета, меѓутоа со одредени договори може да се прелети преку граница, меѓутоа тоа треба да посебни дозволи. Бидејќи наши пилоти летат и во Олденис, во Турција, во Албанија, во Србија, Бугарија, во Грција на Олимпот. Наша цел е да се развие спортот, не е толку битна далечината колку е битна безбедност.